Како и поречиси секои избори, така и по последните. Земјава доби препораки од ОПСЕ, ОДИХР, како да се подобри изборниот процес. Може би клучно се бара нов, пофер модел за медиумското представување на партиите. Во моментов, политичкиот маркетинг на партиите го плаќа државата, а речиси сите пари и рекламен простор одат кај големите партии. За вакви промени во изборниот законник има консензус, но само кај експертите. Околу 2 месеца во рацете на пратениците има нацрт измени на изборниот законник според препораките на ОДИХР, но се уште нема предлог закон доставен до собранието. Дали затоа што во предлогот се предвидува и укинување на државно платените политички реклами? Предпоставам дека станува збор тука некаде дека е темата, затоа што не гледам проблем во препораките на ОПСЕ и ОДИХР. До сега не сум слушнал дека некој реагира на тие препораки. Предпоставам дека за тој дел станува збор, меѓутоа, како и да е, треба да се обезбеди и консензус. Ке се обезбеди ли тој консензус и ке се договорат ли најголемите партии да си ги укинат парите за реклами, кои граѓаните им ги овозможуваат преку буџетот на државата? После секој изборен циклус, ОПСЕ ОДИХР како најрелевантен меѓународен фактор во областа избори излегува со препораки. Што треба да се смени за да се унапреди процесот? Последните излегува во јавноста по локалните избори кои се одржаа на 17 октомври 2021 година. Од нив може да се заклучи дека треба да се спроведе опсежна ревизија на изборното законодавство, при што правилата за кампањата и медиумите треба да обезбедат еднакви можности за сите. Со таа цел, Министерството за правда формираше работна група во која беа поканети политичките партии, државни органи, медиумски здруженија и експерти. Опозицијската ВМРО-ДПМН одби да делегира представник поради несогласувањето со власта, кога да се одржат изборите. Работната група започна со работа во мај 2023 година. Поради обсежноста на материјалот за измени во изборниот законник, работата беше поделена во 6 подгрупи. Во подгрупата која работеше на измените во сферата на изборната кампања и медиумите, свој представник имаше и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Директорот на агенцијата, Зоран Трајчевски, вели дека нивните препораки биле јасни, да се престане со државно спонзорираниот политички маркетинг. Прво добиваат граѓаните, бидејќи ќе престане трошење на огромни милионски суми на пари од буџетот за платено политичко рекламирање на кај радија, телевизија, на билборди, кај интернет портали и така натаму. Ваков модел каде што се форсираат и се привилегирани 4 најголеми политички партии не е познат во Европа и односно во демократскиот свет, па уште на тоа да им ги плаќа државата трошоците. Иако заклучоците од подгрупата биле вградени во конечниот нацрт текст, Трајчевски додава дека се уште не е јасно по кој модел ќе се работи за следните избори. Суштината на измените се дека работната група предлага во иднина, при спроведување на овие два изборни процеси, платеното политичко рекламирање да не се плаќа повеќе од буџетот. Распределбата на времето е да биде различна од таа што е досега, која што ги фаворизира 4 најголеми политички партии, туку да имаме подеднаков пристап на сите учесници во изборниот процес. Финансиските средства за платеното политичко рекламирање да си го обезбедуваат самите учесници во изборниот процес, односно политичките партии, и исто така предвидовме по-либерална, односно по-реална распределба и на останатите форми на рекламирање кај билбордите, потоа кај интернет порталите. Текстот со нацрт да амандманите во овој дел, до кој дојде 360 степени, е образложен на 20 на страници. Освен што се брише членот со кој се предвидува плаќање на рекламите од државниот буџет, видлива е огромна разлика и во пристапот до платеното политичко рекламирање. Ако актуелното решение вели дека од 9,5 минути изборни реклами на секој час програма на телевизиите и радијата, по 4 се за двете најголеми партии на власт и во опозиција, 1 минута е за другите парламентарни партии, а половина минута за вонпарламентарните учесници во изборите,
Предлогот од работната група предвидува 10 минути предизборно рекламирање на секој час програма и можност за еднаков пристап на сите. Секој учесник во изборната кампања од овие 10 минути на секој реален час емитувана програма може да закупи 2 минути или најмногу 4 минути за платено политичко рекламирање под услов да остане незакупен простор во реалниот час емитувана програма. За интернет порталите и весниците пак се предлага секој учесник во кампањата да може да закупи до 20% од рекламниот простор во медиумите. Председавачот со Генералната работна група Александар Новаковски вели дека откако експертите во работната група ја завршиле својата работа, финалниот документ бил напишан во форма на нацрт закон. Кога се едногласно усвоија како предлог за измени и дополнување на кривичниот законник, изработени во верзија конечна, со конечен текст, тој текст имаше 3 секретари на комисијата. Тие 3 секретари од правда треба да изготват и изготвија, јас знам точно, и то го добивме, изготвија предлог за измени и дополнувања со сите елементи што треба еден предлог да ги содржи, за да може да оде во законска процедура. Сепак, забележува Новаковски, предлогот за измени и дополнувања бил испратен само како експертски материјал до пратениците. По правило, Министерството за правда е областен предлагач до владата. Владата исто така треба да ги усвои и тоа преку Министерството за правда оди во собрание на комисии. Во собрание комисиите ги разгледува надлежна матична комисија и законодавно-правната комисија. И тие потоа одат како предлог до собранието да се изгласа. Јас немам информација, може би не нашле за сходно да ме информираат, и зашто тие до сега не се изгласани. Јас стварно сум изненаден. Ако е се експертски напишано, преточено во форма на закон, зошто се уште не е доставен предлог до собранието? Новиот координатор на СДСМ во собранието, Мартин Костовски, за 360 степени вели дека тие би поддржале предизборните реклами, повеќе да не се плаќаат од државниот буџет. Нашата вклученост во самиот процес за преговарање, договарање во работните групи кои што се одвива во Министерството за правда го покажува нашиот карактер и намера дека сакаме да ги внесеме овие препораки од ОПС и ОДИХР се со единствена цел да имаме подобар и поквалитетен демократски изборен процес. Нормално се надевам дека ќе продолжи ваквата соработка помеѓу политичките партии и ќе имаме и финализирање на овој предлог законски текст. На нашето повторно прашање, дали се согласни на измените по цена и да ги загубат државните пари за реклами, Костовски одговори. На еднакви основи, затоа од стартната позиција да тргнувате во изборниот циклус е некоја вредност демократска. Така да, ако е тоа демократска вредност, социјалдемократите се за таа демократска вредност. Според ставот на ВМРО ДПМН ЕПАК, предложените измени никако нема да поминат во моментов. Координаторот на опозицијската пратеничка група Никола Мицевски вели дека намерите на Министерството за правда со работната група не биле сериозни. Затоа тие не учествувале. Сметале дека нема да ги даде очекуваните резултати. Предлог измени заради запознавање и натамошно процесирање. Така извучи и така гласи и писмото кое што е испратено од Министерството за правда. Кај мене е зачудувачки затоа што Министерството за правда е овластен представник кој што може да поднесува законски решенија и зошто овие измени кои што ги изработиле не ги поднеле, не знам. Очигледно е дека повторно доаѓаме на почетокот на целата проблематика, а тоа е дека консензуално се донесуваат во согласно со сите политички партии овие работи и затоа очигледно сметале дека треба да го поднесат во предлог на документ кој што е за наше запознавање. Бидејќи не бевме учесници на работата на работната група, сметаме дека и не е наша обврска да преземаме дополнителни активности по ова што е дојдено како документ од работната група за работа на промени и реформи на изборното законодавство. Декларативно, препораките од ОПСЕ ОДИХР се прифатливи за нив, но Мицевски одби да се произнесе за предлогот
за кратење на буџетските пари за политичко рекламирање. Па видете, за такво нешто ќе треба да даде став работна група или луѓе кои што ќе бидат овластени по однос на целата таа работа. Има и позитивни и негативни елементи во целата оваа работа. Да оставиме кога ќе дојде моментот за зборување на оваа тема да се произнесеме по однос на ова како политички субјект и луѓе кои што ќе бидат инволвирани во целата оваа работа. Паралелно, додека ги договаравме координаторите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, изјава баравме и од координаторот на ДУИ, Арбар Адеми. И покрај тоа што имаше неколку дена за одговор, тој не најде време за нас. Од Државната изборна комисија веќе излегоа со проценка дека, според актуелното законско решение, двојните председателски и парламентарни избори во април и мај ќе чинат 17 милиони евра. Близу 60% од тој трошок, или 10 милиони евра, се заплатено политичко рекламирање. Само за илустрација, според Државниот завод за ревизија, политичкиот маркетинг за локалните избори во 2021 година го чинеше буџетот околу 5,3 милиони евра. Сега изборите се двојни, па таков е и трошокот. Освен, ако големите партии, наместо декларативно и навистина не решат да се откажат од државните пари за партиски реклами.